Постојат личности кои се инспиративни. Тие беа хероите на приказните. Со нив научивме за важноста на играњето шах, за моќта на танцувањето, откривме дека озборувањето е вербално насилство. Научивме за емоциите и врските на посвоителите и посвоените. За убавата страна на каратето, за моќта на читањето. Кои се нашите херои и хероини? Дознајте во оваа приказна. Нарциса Тунтева е 32 годишна девојка која во 1995 година е посвоена од домот во Битола. Таа одлучи во приказна да го сподели својот животен пат. Од кај да почнам? Ќе почнам од таму од каде што се сеќавам, затоа што тоа е, мислам, почетокот. Посвоена сум 95 година, се сеќавам на моментот, имав 3,5 години. Тоа беше пред Македонска опера и балет, каде што имаше на рампа порано за паркинг. Дојде на кола една жена во нејзин натре во колата. И јас знам дека и се обратив со зборовите: ти си мојата најдобра мајка. Неверојатно ми кажале така да ги кажам, но женава само излезе од кола и толку беше, значи буквално ме гушна и тоа го памтам, значи, како прв момент. Но, претходно, ако некој ме праша, значи, кај сум живела, каде сум била, јас ништо не се сеќавам. Првиот ден беше на 14 септември, кога дојдов во Скопје. Се сеќавам дека влегов во станот на Јоана, тогаш Јоана Тунтева. И влегов во станот и гледам и на библиотека огромна. Вака гледам, што? А сега каде сум јас? А сега знам дека е мајка ми, ама локацијата. И татко ми седеше на фотелја, се сеќам. Татко ми е архитект, Никола Тунтев, познат архитект, кој што не можел да има деца со мајка ми и решиле да посвојат. Мајка ми тогаш имаше 53 години кога дојдов јас. Значи веќе беше постара жена, но знам дека она ми кажуваше дека долги години се борела, се трудела да има дете и да земе. Околу 10 години се мачела за документи. Значи, дали е осудувана, дали била во затвор, дали имала окей живот. Исто така и за таткото. Значи, кога се зима дете, се кажува дека за да се земе и да се посвои треба огромна процедура, прво на возрастна граница, а потоа на тоа како живеел тој човек. Значи, дали заслужува да имаат деца. Значи, дали финансиски се подковани, дали имаат услови, дали се добри како родители, значи психолошки тестови и сето тоа. И јас дојдов и го гледам. Човеков ме гледа. Така некако, мислам, он беше изгледа најверојатно зачуден дека јас доаѓам во домот. И мајка ми вика: оди, вика, тој е татко ти. И ја гледам. И здраво така, ама се уште не можев нека близина, затоа што не го познам човекот, ми вика дека татко. Добро, татко, окей. Тој многу ме сакаше. Значи, со него го поминав детството преубаво, затоа што многу беше добар кон мене. И кога почина, кога имав јас 9 години, тој почина дома, значи не можам да заборам. Значи, буквално како мој роден татко. Ме прифати. Јас тогаш го земав нивното презиме, иако биолошкото не знам кој ми е, а во домот често пати ставаат имиња кои што им се предлагани за да може да ги повикуваат децата според своите жеби, а најчесто според цвеќиња. Тоа имам приметено. Ова не е нека тајна, но повеќето кои што ги знам, кои што се посвоени, имаат имиња на цвеќиња. Во текот на детството немав некои проблематики во склоп за тоа дека сум посвоена, некој да ми кажува од страна. Посвоена си, па да нели прашувам по мајка ми и по татко ми, леле, стварно ли сум посвоена, значи тие ги немав проблеми. Затоа што кај мене се знаеше ситуацијата дека сум посвоена, сите знаеа, значи и од на мајка ми страната и на татко ми страната, и сите ме гледаа како едно дете ново и сите се радуваа. А тој ден, се сеќавам на 13 септември, баш кога дојдов, се малку се навратив, отидовме на роден ден на мајка ми пријателка, имаше тогаш роден ден, блиска пријателка, која што и ден денес се дружат. И јас доаѓам и тоа го памтам,
на врата со мајка ми, дотерана, без премија све. Првиот ден тоа, значи беше уште првиот ден, беше ја дента дојдов, а тоа беше некаде попладнето. И мајка ми ја гледа, нели, пријателката тоа се гледа мајка ми и ја прашува кој е детево? Што ме гледа заедно. Како кој е? Ќерка ми? Значи се стапи со женава. Пошто на роден ден, замислете, прв ден доаѓате и идете на роден ден и одма дете, фап. И сите, која? Моја си е, мајка ми. И тоа беше навистина многу убав момент затоа што доаѓате и веќе почнува живот. Значи немаше момент на прилагодување како седиме, чекай да ти кажам, јас сега ќе ти бидам мајка, ќе те чувам. Значи немаше тие работи, беше толку многу спонтано и беше толку едноставно што одма почна да функционира фамилијата. Значи немаше предолго време за адаптација и такви работи. Но во умот мој се уште имаше прашање која е мајка ми, каде е мајка ми. Биолошки родители и деца е Facebook групата што е основана од Нарциса. Пред короната, значи околу 7-5 години, формирав група на Facebook Биолошки родители и деца. Затоа што веќе ми спука да ми кажува дека не знаат или дека немаат информации, а во текот на животот имав информации кои што ми кажува дека таа и таа ми е мајка, ака подредени личности, ама мислам дека тоа беше повеќе провокативно, за да дознаат кој е, нели, као. Не толку колку што да ми помогнат да знам, затоа што јас стварно сакав многу да знам. Сум прашувала на мајка ми пријателки да ми кажат, тие ми кажат не знам, обително не кажуваат, значи се некои такви изговори имав. И си оформив група Биолошки родители и деца и реков зашто да не им помогнам и на другите, што го имам и јас истиот проблем. Зашто да не го споделиме заедно. Еби они ќе дознаат и јас ќе дознам. Ќе направам нешто што е и за мене добро и за нив. Кога оформив групата имаше 4-5 члена во групата. Мислам, јас вака викам, заре можно волку малку да има? Не, викам, најверојатно се срамат. И првите што ми пиша беа жени, нормално. Мајки што ги бараат децата. Јас очекав дека беа деца. Мајки. И викам, секако да направиме, ајде викам ќе направиме да биде анонимно, затоа што гледам дека се уште нема број, знаете, па може да се препознаат едни со други, мала бројката. Ќе направиме, викам, анонимно, јас ќе го оставам, викам, како пост, нели датумот на кој што е роден на вашето дете и викам крвната група. Би било пожелно за да може да се бараат. Па викам, ако има информации, викам, вие ќе видите, ќе ве известим. И групава полека почна да расте. 100, 200, 300. И почнаа мене да ми пишуваат толку многу и јас не можев реално да стасам, викам, леле, што направив ја, викам, не очекував дека ќе биде толку голема врска. И потоа групата ја предадов на други исто кои што исто ги бара своите родители и деца, за да може да ја водат групата. Бидејќи веќе не можев да стасам, многу се јавува, многу прашува, датуми ово. И така се распоредивме некако и сега веќе другија ја водат групата, но се уште трае и бројот мислам се зголема, тоа е докажано. Во текот на додека јас ја имав групата, дека ја водев, значи имаше откриено 3-4 случаеви кои што ги дозна, значи родителите децата и бевме многу срекни за случаевите. Сега бидејќи знаеме дека законски има проблем значи со дознавање, направивме да се бараат преку ДНК тест. Според евиденцијата на групата, повеќе мајките си ги бараат своите деца, а чувството кое доминира е страв дали ќе бидат прифатени или одбиени од децата. Читањето е клучна вештина за децата, бидејќи помага во развојот на нивните јазични вештини и во описменувањето. Читањето помага да се продолжи вниманието кај децата и ја подобрува нивната способност да размислуваат јасно. Како вештина им помага на децата за совладување на училишни предмети во состав на образовниот процес.
за мене како читател и како автор и како родител можноста да влезам во книжарница и да изберам повеќе книги и на македонски или сеедно преведени од други јазици е апсолутно позитивно и добредојдено, бидејќи ми отвара можност да се чувствам покомотна во изборот што ќе го направам, во тоа што гледам дека има се повеќе теми кои што се битни за новите генерации, за новите деца. И од гледна точка на читател ми е тоа возбудливо, од гледна точка на автор па ми е предизвикувачки, затоа што и мене ме става во една визура да јас размислувам кои се темите со кои што новите деца се занимаваат, што нив ги интересира, дали треба нешто ново да се измисли, за да тоа стигне до нив да допре, а пак да биде нека универзална вредност. Дигиталното време носи многу предизвици во поглед на читањето кај децата. Ова не е тренд кој почнува сега, но резултатите за жал стануваат се полоши. Децата едноставно прават она што гледаат што прават родителите. Нормално, ако родителите не читаат, нема да читаат децата. Така и се роди идејата да најдеме начин како да ја потикнеме љубовта кај децата кон читањето. Читањето е еден од најсложените процеси умствени кои што воопшто постојат и тоа е нешто што не може да се направи на сила, како и ниедна друга работа. Значи, ништо со сила наметнато не вродува со плод, така и децата ако со сила ги натерате да читаат, само ќе создадете отпор. Учењето на читањето започнува дома, долго пред детето да тргне во училиште. Многу рано децата почнуваат да ги учат гласовите од говорниот јазик, кога ги слушаат другите во семејството како зборуваат, се смеат и пеат, и кога одговараат на гласовите кои се дел од нивното обкружување. Читањето е важно бидејќи е прво облик на комуникација кој овозможува да комуницираат младите со писателите. А писателите уште од најстари времиња имаат што да соопштат, а секако е важно бидејќи ја градат таа култура на разбирање на другиот. Првите книги се секако сликовниците, каде што се преплетува сликата и текстот, а во секојдневната комуникација секако дека ние комуницираме и преку она што го кажуваме, меѓутоа многу значаен дел и визуелниот дел. Така што читањето всушност кај младите е читање на слики, декодирање на пораки и секако читање на она што е соопштено преку писмото. Писмото е секако едно од најголемите цивилизацијски достигнувања. Шахот е исклучително корисна игра за когнитивно подобрување на човекот и има бројни позитивни ефекти врз здравието. Некои од неговите приврзаници сметаат дека треба да се игра на класичен начин со физичка табла и опипливи фигури, особено денес, кога благодарение на дигиталната револуција шахот може да се одигра и во виртуелна форма без да бидат ускратени неговите придобивки. Придобивките од играњето на шах во минатото ги добивавме исклучиво од искуствата што ги имаше во понапредните држави, на прв поглед тука е Соединетите американски држави, Европската унија и секако Русија, каде што шахот веќе долго време по старата генерација на шахисти знаат дека најголем број на светски прваци доаѓаат од Русија. Значи, сите придобивки на изучувањето на шахот ги добивавме од искуствата што ги имаше во тие држави. До пред 10 години во нас во Македонија стартуваше пилот проект шах во училиштата во приватното основно училиште Јахја Кемал, каде што јас како интернационален мајстор и фиде тренер почнав и станав првиот македонски наставник по шах, каде што сите деца почнаа да го изучуваат шахот како предмет во тоа училиште. Придобивките што ги имавме од сега ќе зборам малку од искуството од европските земји, од Канада, особено од Канада. Познат е еден проект каде што на 4000 дечиња во Канада од септември до јуни еден час од предметот математика им е заменет со шах. И на крај во јуни тестирањата покажа, на 4000 деца имале еден предмет, еден час неделно шах, а 4000 деца имале само математика. Докажено е дека 40% од децата што имале шах наместо математика, што изучувале шах, имаат подобри резултати во математиката.
Децата може да почнат да учат шах од 3-4 години. Освен позитивното влијание на развојот на учениците, со шахот може да се влијае и на подобрување на образовните способности. Шахот е за секого, значи од 7 до 77, многу инклузивна игра за било која возраст, дури и за хендикепирани лица, значи доста го практикуваат, така што мислам дека може да стане едно големо движење. Тренирањето карате и посветеноста кон овој спорт придонесува да се научи и почитувањето на противникот, првенствено преку самодисциплина, самоконтрола, решителност, упорност. Токму овие карактеристики се клучни и многу значајни при формирањето и развојот на личноста кај децата и младите, па и затоа овој спорт носи бројни придобивки за правилен развој на младата личност. Ти не се корисни само за децата, нели, корисни се за сите возрасти, меѓутоа кога ќе почнеме од помладите категории многу е полесно понатака. Ние во нашиот клуб се држиме до одредени принципи на работа, се вика доџо кун, тоа се правила на работа во сала. Тука го градиме карактерот на децата, ги учиме да бидат лојални, ги учиме да не се откажуваат, да се стремат кон остварување на целите, ги учиме да бидат добри личности, да почитуваат и сметам дека тоа е многу, сите тие карактеристики се многу важни карактеристики за секој еден човек. Понатаму, оно што е многу важно е дека дисциплината во каратето, дисциплината која негуваме во сала, понатака сите тие вежбачи и вежбачки ја негуваат и надвор од салата, им помага во секојдневието, им помага во нивниот професионален развој. Танцовите вежби, приспособени на возраста на децата, помагаат да им се развие чувство за координација, музикалност и за ритам, но и да се зајакне мускулатурата и да се подобри ориентацијата во просторот. Со вежбањето низ игра и забава на детето му се всадува и чувство за одговорност и дисциплина. Многу одамна, уште во античко време, во Спарта имаат воведено предмет кој се однесува на танцувањето. Во една држава која е војничка, таму се практицирало така наречена пирика, која е танц на напад, одбрана, се вежбаат овие движења. Значи, дури и старите грци ги согледале придобивките на танцувањето. Танцувањето е битно за развојот на младата популација од неколку причини. Меѓутоа, за да можам да објаснам, ќе дадам една кратка дефиниција на тоа што е танцот. Танц е проширено движење, изведено во некаква ритмичка шема, преку која се искажуваат емоции. Сега во оваа дефиниција ги наоѓаме сите придобивки. Значи, од една страна, тоа е воспитување на телото. Од друга страна, тоа танцување е поставено во некаква ритмичка и е поврзано со аудиалниот аспект и конечно танцот е канал преку кој се изразуваат емоциите. Најчесто тоа се позитивни емоции. Кога сме тажни, ние не танцуваме. Танцуваме кога сме среќни, восхитени, радосни, кога сакаме да ја пренесеме таа и да ја споделиме таа радост со другите. Танцувањето е една од најзабавните форми на физички вежби. Децата преку танцот уште од рана возраст совладуваат како да се мотивираат за физичка активност. Танцувањето ја подобрува флексибилноста кај децата, нивните движења, физичката сила и кондицијата. Овие активности им помагаат на децата и дома и во училиште. Затоа да ги искористиме овие празнични денови кои следат за танцување. Младите луѓе се најзначајната движечка сила на едно општество. Затоа се обидовме да го слушнеме нивниот глас во приказна. Ова е Благојче Лазаров. Тој е талентиран млад човек со своја визија. Своето образование го започнал во други земји, што влијаело на обликувањето на неговите интереси и ставови. Секако дека можноста да живеам надвор од Македонија беше една прилика која што ми донесе многу вредно искуство. Јас
живеам веќе 3 години во Македонија. Моето основно образование го започна во Шпанија и го завршив во Франција. Средното го започна во Франција и сега сум 4-та година во приватната американска гимназија Нова. Во Шпанија, според мене, навистина се вреднува трудолюбивоста, се вреднува самоиницијативата, се вреднува автономноста на учениците да креираат идеи, да креираат решенја на нашите проблеми како општество. Во Франција, според тоа што јас го доживеав, според моето искуство, можам да проценам и да кажам дека тамо се обидуваат праксата, теоријата, тоа што е научено на школа, да се примени во пракса, со што би имале ние капацитет, би имале искуство за во иднина да знаеме како да се справиме со предизвиците со кои што ние ќе се соочиме кога ќе станеме дел од пазарот на трудот. И образованието во Македонија има свои предности. Во Македонија една од предностите во нашиот образовен систем е токму тоа што во одредени предмети се навлегува навистина суштински и се изучуваат предметите длабински, со што мислам дека ние придобиваме доста повеќе информации од останатите студенти надвор од Македонија, така да како заклучок би можел да кажам дека секоја држава, секој систем си ги има своите предности и своите недостатоци. Кај нас во Македонија фали да се цени трудот на младите, талентирани и амбициозни студенти, млади лица. Тоа во Франција е веќе пракса, навистина се обидуваат да ги ценат идеите на младите лица, но секако и да ги поттикнат да поставуваат прашања, да бидат љубопитни и да се надоградуваат самите себе си и надвор од училиштето, од програмата. Македонија треба да го слушне гласот на младите луѓе. Најголемиот број студенти кај нас се талентирани, се мотивирани, амбициозни се и се жедни за големи успеси. За жал, мислам дека системот не им овозможува тие да просперираат и да чекорат кон создавање можности кои што ќе го унапредат нашето општество. Јас се надевам дека час поскоро младите ќе бидат инволвирани во креирањето на политиките за создавање на подобро општество во нашата држава и дека тие ќе бидат слушнати, ќе имаат партнер и во институциите, но и во општеството, со цел тие да можат да го искористат својот потенцијал. Благојче ја предводеше македонската екипа на млади луѓе на еден важен настан во Атина. Настанот на кој што бевме во Атина во октомври 2024 година се вика Модел Европски парламент. Тој се одржува 2 пати годишно, еднаш во февруари, тоа е за државите членки на Европската унија, и еднаш во октомври, меѓународниот Модел Европски парламент, каде што учествуваат држави гости, но и држави кои што се кандидатки за полноправно членство во Европската унија. За жал, кај нас во Македонија не постои комисија која што преку голем број на филтри ќе ги испрати најдобрите амбасадори, политичари и дипломати од нашата држава на ваквите настани. Во другите држави постојат такви комисии, каде што, како што веќе напоменав, постојат комисии кои што ги одбираат најдобрите млади дипломати. Ние како делегација на Македонија, јас како шеф на делегација на македонската делегација, мислам дека ја представивме Македонија во најдобро можно светло, достоинствено, мислам дека ги пренесовме нашите пораки, мислам дека тамо бевме доста ценети како делегација и имавме можност да размениме големи и исклучително вредни искуства, да размениме размислувања, идеи, иницијативи и една заедничка визија за подобра и посветла иднина. И мислам дека поуката од таму кој што како делегација ја донесовме тука назад во земјата е дека различностите се тие кои што треба да не обединуваат.
Својата визија за еднината ја гради уште сега. Лазаров сака да студира економија со политички науки. Се разбира дека тоа е, според мене и мислам дека сите млади лица ќе се согласат со мене, тоа е една од најбитните одлуки за нас во животот. Заради тоа што после факултетот мислам дека почнува сосема нов живот, така да јас сакам да студирам економија со политички науки, со цел да имам стручност во две сфери, заради тоа што пазарот на трудот секојдневно станува покомпетитивен и потребно е многу поголемо искуство и знаење со цел да се пробиеме и да бидеме најдобри во тоа што ќе го работиме. Јас ќе студирам надвор од државата, но се разбира дека во план ми е да се вратам назад со целото знаење и искуство што тамо ќе го стекнам, за да придонесам до едно подобро општество и една поголема конкурентност со странскиот пазар. Во неговата визија веруваме силно. Мојата визија за едно поквалитетно, поздраво општество за сите, не само тука кај нас во Македонија, туку и надвор од нашите граници, е токму тоа да бидат инволвирани младите, заради тоа што тие се тие кои што треба да научат од грешките, тие се тие кои што треба и да ја испишат новата историја, новата страна на еднината, тие се тие кои што еден ден ќе водат нашата држава и тие се тие кои што понатаму ќе треба да ги мотивираат останатите генерации да креираат и секако да научат и од нивните грешки со цел секој ден да се движиме кон едно подобро општество за сите. Младите треба да бидат инволвирани во креирањето на политиките и во сите аспекти од нашето општество, заради тоа што тие се тие кои што може да донесат најмногу свежи идеи и да ги искршат бариерите со цел да можеме сите заеднички да соработуваме за колективното добро. Гласот на младите луѓе во Македонија недоволно се слуша, смета Димитар Георгиев, кој студира прва година на правниот факултет. Имено често се зборува дека младите се еднината на општеството, на државата, меѓутоа тоа исто така подразбира дека младите се сегашноста. Зошто? Поради тоа што околу младите чувствуваат дека нивниот глас не е слушнат, дека они не може да учествуваат активно во промените, дали се тоа политички промени, дали се тоа општествени, дали се тоа културни, дали се тоа економски, какви да се, младите постепено, право пропорционално со нивната неучесност, се зголемува и нивната апатија, амбивалентност, така што и ова го покрепуваат токму најголемиот број од истражувањата. Значи се покажува јасно дека колку повеќе младите се активни во општеството, колку повеќе одат по институции, колку повеќе се активираат, дали е тоа во невладин или можеби партиски, толку поголема желба имаат за промени и мислат дека промените брзо може да дојдат. Програмите наменети за млади не стигнуваат успешно до нив, честопати и поради погрешниот начин на комуникација. Програмите кои што се повеќе, ова е моје мислење, кои што се повеќе владини или државни, мислам дека нема баш добра пиар стратегија, многу не допира до младите. Типичен пример за тоа е Младинскиот совет на град Скопје, не само тој, туку и многу други, кои што на пример повикот за учесници го закачува на својот вебсайт. Сега тука логично се поставува прашање кој млад човек секојдневно ажурно го гледа вебсајтот на град Скопје. Мислам, се знае како се комуницира во училиштата, се комуницира по социјалните медиуми, се комуницира преку факултетските собрања, преку факултетите, преку професорите. Тоа е начинот на комуникација до младите, не е вебсајтот на град Скопје, во никој случај. Нашето општество е пред сериозен предизвик, кој се чини дека не се препознава вистински, смета Димитар. Тоа што јас мислам дека е најголем проблем на македонското општество, па и општеството генерално во светот е тоа што постепено се губи, се забораваат вредностите на просветителството. Општествените професии, политичарите, економистите, правниците, социолозите, така натаму, филозофите во најголема мера всушност се занемаруваат и технички не ни постојат кај нас. Значи, тоа најочигледно е токму во образовниот систем. Погледнете вие каква е програмата за
предметите кои што се од општествена природа и предметите кои што се од природно-математичка природа. Мислам, не оди тоа едно со друго. И така ние имаме хиперпродукција на квалификувани математичари, инженери, физичари кои што одат во странство, а немаме општественици кои што ќе го стројат нашиот систем. Зашто клучниот проблем, секогаш е системот. Значи, колку подобар систем, докторите, научниците сами се доаѓаат. Америка ја направи најголемата империја во историјата токму на тој принцип. Германија исто така. Така што тоа не е тоа нешто ново кој што јас сега го кажувам, тоа е веќе познато, значи нема ништо ново под сонцето. Политичката култура се чини дека е една од слабите алки. Политичката култура не е многу важна. Не само на тоа, на начинот на како се носат одлуките, туку и во некоја да речеме широка смисла на културата на политичарите, не само на културата во политичкиот систем, на политичката култура, туку културата на политичарите. Ако вие случајно пратите на собраниски канал некоја седница на собрание, мислам нема тука што понатаму да се дискутира. Тука е повеќе од јасно колку е саат, народски кажано, така што не може ние да очекуваме дека најмладите, што би се рекло, луѓето кои што најмногу примаат информации, кои што се во таа фаза на развој, дека кога ги гледаат тие работи, дека нема да се однесуваат токму така. Така што тоа е една од многуте причини, нормално економската ситуација на државата. Димитар како средношколец беше вклучен во изработката на стратегијата за унапредување на правата на децата на територијата на град Скопје, изготвена во рамки на проектот Стратегија и акциски план за унапредување на правата на децата и акциски план за поддршка на децата на улица, улични деца во град Скопје, од страна на првата детска амбасада во светот, Мегеши. За жал, стратегијата не беше прифатена. Пред да го продолжи своето образование на студии, Димитар добил стипендија за студирање во странство. Тоа не беше стипендија како што тоа ние можеби го толкуваме тука на овие простори. Тоа они го нарекуваат во Америка financial aid или финансова помош. Тоа е ако веќе некој студент, односно апликант, формално е примен, врз база на неговата социоекономска положба и врз база на социоекономската положба на неговото семејство се одредува одреден финансов пакет, financial aid package, кој што универзитетот го дава во интерес на тоа да не представува некаков проблем од финансиски аспект студентот да го посетува тој универзитет, таа програма на која што е примен, бидејќи тоа е нивната филозофија дека луѓето не треба да плаќаат. За жал, тој пакет кој што јас го добив од едниот универзитет, од Drexel University, кој што е приватен универзитет, не беше доволен, затоа не отидов, а од друга страна на другиот универзитет каде што ме примија, Rutgers University, бидејќи е државен универзитет, стациониран во Нью Џерси, државата во САД, не дава таков вид на финансова помош, таков вид на стипендија за недржавјани. Да, во моментов сум студент на Правниот факултет Јустинијан I при УКИМ во Скопје. Можам да кажам дека од една страна очекувањата од прилика се тие, меѓутоа има и нијанси каде што сум позитивно изненаден. Професорите, барем тие мене што ми предаваат, сега да не испадне дека ова, бидејќи мене ми предаваат, пора да кажам нешто така, нешто позитивно за нив. Професорите што мене ми предаваат личат вака од првиот семестар, од овие колку се 3-4 месеци, дека се доста посветени, дека навистина ја знаат материјата што ја предаваат, што барем за мене не беше општ впечаток за факултетот и особено за правниот факултет и особено за правни студии. Визијата како ќе изгледа иднината за Димитар е интересна. Јас имам доста космополитски светоглед. Мислам дека некогаш во иднината, тоа нема да се случи сега, нема да се случи за 100 години, нема за 500 години да се случи, ама некогаш во иднината границите нема да постојат и дека сите луѓе ќе живеат како луѓе, не како припадници на одредени држави. Тоа е повеќе научна фантастика, за жал, особено во моментот, меѓутоа ако се вратам на тоа претходно што го зборував, за мене тоа што е клучно за иднината, за луѓето, за младите, за секого е токму тоа негување на просветителските вредности, негување на рационализмот, негување на емпиризмот, негување на тоа што е научно, на тоа што е факт, негување на науката, нешто кое што денеска особено ако ги земеме предвид социјалните мрежи, па и
традиционалните медиуми доста често се занемарува. И во контекст на тоа, ја што би правил, јас би се вселил и би работел во САД, затоа што барем сега за сега САД е бастионот на просветителството. Тоа е склона на промена, ќе видиме тоа како ќе изгледа за 4 години од сега, кога јас надежно ќе отидам таму, ама тоа е малце моje некое предвидување за иднината како ќе биде. Нашата планета се почесто не потсетува дека треба да бидеме внимателни при користењето на незините ресурси. Токму и затоа во приказна, сериозно внимание посветивме на концептот на одржливост во повеќе аспекти. Преспа како уникатен екосистем заслужува вистинско внимание, заради сите предизвици со кои во последниот период се соочува. Токму заради тоа, Европската Унија заедно со Програмата за развој на Обединетите нации, UNDP, имплементира два големи проекти кои се за заштита на животната средина и заштита на природата и водите на Преспанското езеро. Меѓу другото, посебен акцент се става и на одржливите практики на земјоделство, затоа што во последните години бележиме големен број на земјоделци, големен број на парцели кои прават притисок на езерото и на квалитетот на водата. Одржливо земјоделство е одговорен начин на произведување храна, преку минимално влијание на природните ресурси и околината, односно без да се нарушат природните односи во екосистемот. Одржливото земјоделско производство овозможува производство на примарни земјоделски производи со намалена или воопшто многу минимална употреба на хемиски средства во текот на земјоделското производство, со кои што ќе се обезбедат основните капацитети на земјоделството за да обезбеди населението со доволно количество на храна. Во процесот на произведување храна, секој учесник неопходно е да го знае потеклото и регионот на производот и начинот на кој тој се добива. Најчести методи кои се користат за употреба се локални сорти на семиња, минимално влијание и притисок на почвата, минимална употреба на вода, намалено загадување и испуштање на отпадните води. Под се вака ако би можел некој хибрид да направам од она што теоријата го пишува и она што ние од пракса го знаеме, одржливо земјоделство е максимизирање на, ајде да кажам, економските и продукцијските резултати во една фарма, при тоа да не се има негативно влијание врз околината. Обликата направена од одржливи материјали во производни капацитети кои ги следат одржливите процеси и секако едновремено ги следат социјалните и економските аспекти на вработените кои се вклучени во целиот производен циклус, почнувајќи од влакно па се до крајен производ, е одржлива облека. Па нешто кога се произведува многу брзо и за тоа да се продава многу ефтино, нормално е дека во тој синџир на изработка некој ќе страда. Секако дека не страда газдата на таа фабрика, на тој бренд, односно страдаат луѓето, работниците во синџирот. Брзата мода е нешто што сите го купуваме, затоа што тука играе голема улога и економската моќ, особено дека живееме и во мала земја, што не е сепак толку моќна економски и не можам јас да кажам дека јас не купувам од брзата мода, нити па да сугерирам на другите да не купуваат, но доволно е да бидеме разумни и кога ќе видиме нешто што ни се допаѓа да го купиме затоа што во моментот на вистина ни е потребно и да размислиме дали во иднина подолго би го носеле. Според податоците на Европската комисија, модната индустрија произведува дури 10% од светската вкупна емисија на CO2, а со самото тоа модната индустрија е одговорна и за 20% на отпадните води. Нашата земја се создава голема количина на производствен отпад. Тоа значи дека имаме голем број на компании кои што имаат голем број на остаток, меѓутоа немаат начин како да го третираат тој остаток затоа што немаме систем за менаџмент на отпад и тоа значи дека поголемиот дел од оваа голема количина на крајот завршува на депонии каде што најчесто се гори. Па така при голем разговор со овие компании на некој начин најдовме решение кој што одговара и за нив и за мене, односно нивниот производствен отпад ние го откупуваме и од нив создаваме нови производи, односно овие парчиња ги гледаме како ресурс, а не како остаток и од нив им даваме нов живот и создаваме нови производи.
Охрабрувачки е и тоа што организатори на модните настани во текот на последните неколку години во фокусот на своето внимание ја вклучија одржливата мода, потенцирајќи го нејзиното значење и важност. Одржливиот развој на туризмот се заснова на балансирана употреба на природните ресурси. Туризмот има позитивно и негативно влијание врз животната средина. Позитивни ефекти од туризмот се поврзани со реставрација на згради, споменици и историски места. Негативните ефекти на туризмот се загадувањето на воздухот, земјиштето, флората и фауната, загадувањето на земјоделското земјиште. Растот на побарувачката на туристите за здраво и зачувано окружување и соработка со локалната заедница се главните фактори за развој на одржлив туризам. Македонија има навистина големи услови за развој на разни форми на одржлив туризам. Местото каде што денеска се наоѓаме е само еден класичен и најнов пример за тоа. Треба иновација и треба храброст да се премине во акција. Еве каква приказна имаме да споделиме во следниве неколку минути. Станува збор за проектот наречен Гризли Иглос, единствен на Балканот и поширок, кој што представува вистински рај за сите љубители на природата и еколошката одговорност. Оваа туристичка атракција се наоѓа на планинскиот масив Јасен и нуди неверојатни можности за авантури, но во исто време ја чува и штити природата. Идејата, да ви кажам искрено, дојде од нашето поминување време во природа, константно и откривање на нови начини како да останеме подолго, како да преспиеме подолго, како да отидеме на места без да бараме некои од тие конвенционални сместувања кои што се. И у нас долго време ние сме кампувале со камп на кола, со камп од кола, со диви кампови по чатори. Кај нас идејата се створи по принцип еднашка седевме и направивме на равенка, се викаме ајде да видиме што е потребно да можеш каков концепт да направиш за да им понудиш на луѓето услови, малтене да кажеме како што се како дома, ама на ниеден начин ти да не ја нарушиш природата. Користејќи, значи, целата современа технологија која што на нас не е на располагање. Идејата полека почнува да се шири. Се разменуваат различни мислења и се доаѓа до сместувачки капацитети во форма на куполи, кои се комплетно македонско производство. Тоа беше да кажеме почетокот на проектот, одлучивме каде би сакале да ги поставиме, нели продолживме со комуникација по сите потребни ресори кај нас за начин на кој што толку време ние проаѓавме низ природата и кога проаѓаш низ време почнува да ти сметаат и луѓето. Луѓето ќе кажам затоа што ѓубрето што го ставаат, објектите што ги прават, начинот на кој што они кога ќе запоседнат природата, веќе таа природа не е природа, па тие што планираат одат подалеку и одат подалеку и одат подалеку и некако сите проекти на човештвото кои што се прави не се усклад со природата. И ние заклучивме бидејќи не сакаме белег да оставиме на нашево општество или на нашиве деца како некој кој што направил нешто само од економска корист, него рековме не ќе го направиме, ќе биде усклад со природата, ќе биде усклад со правилата и луѓето кои што ќе ги привлечеме сакаме да ги почитуваат тие правила, на некој начин пак да ги вратиме кон природата. Македонската продуцентка и актерка Лабина Митевска беше добитничка на наградата за меѓународни копродукции од Евроимаш и од Европската филмска академија, која и беше доделена на гала прием на 37-те Европски филмски награди на 7 декември во Луцерн. Наградата според жирито и се доделува на Митевска како почит кон дарбата на една семејна продукција, страстно посветена на европската кинематографија. Митевска е еден од основачите на семејната продуцентска куќа Сестри и брат Митевски од Скопје. На почетокот кога ја добив улогата за редозор, со тогаш ме интересираше многу продукции, имав и идеја да се запишам на Драмска академија на одсекот продукција, но никако започнав со филмот, многу ми се допадна целата еуфорија и сето тоа што доаѓа со филмската индустрија и после неколку години мојата сестра завршуваше
магистерска на една од најдобрите школи, на јутишку режија, и се појави потреба да го прави нејзиниот краток филм. И правејќи го овој филм, свативме дека да имаме една целосна контрола над она што го правиме, дека потребна ни е наша продукцијска куќа, за да можеме ние да бираме што сакаме да правиме, кои филмови да ги создаваме. И тогаш се роди идејата да основаме продукцијска куќа околу пред 25 години. И ја нарековме сестри, бидејќи сме две сестри и еден брат Митевски, и така започнавме. Појави потреба еден од нас да биде продуцент, бидејќи ја уште како мала секогаш бев некако многу добра со пари, со чување на буџет. Вуките она ми рекоа, ти ќе бидеш продуцент. И така започнавме. И еве веќе 25 години многу успешно функционираме и е фантастично, затоа што од почетокот, од самото раѓање на идејата, го следиш целиот процес кој што комплетно е во твој раце, на нас тројцата, и некако е прекрасно затоа што се осеќаш сигурен, затоа што работиш со тие луѓе со кои им веруваш. Филмскиот свет важи се уште за машки свет, иако може да се забележат позитивни промени, смета Лабина. Дефинитивно филмскиот свет, филмската индустрија, во неа доминираат мажи. Ситуацијата во последните неколку години се менува и удиме кон подобро, но мислам дека треба уште многу да се работи. Јас сетевам кога јас започнав во Македонија, бев со години единствена жена, она беше единствена жена режисер. И тогаш апсолутно се доминираше од мажи филмски професионалци, и воопшто не беше лесно. Не викам дека денеска е лесно, исто така и денеска е тешко, но веќе сме повеќе. Се чини дека и состојбите во Македонија се слични. Јас се сеќавам дека на почеток нас и ни беше идејата со Теомона да создадеме една совршена екипа во која што ќе доминираат жени. И многу сум горда што денеска на нашите филмови барем 60% од филмската екипа се жени. Почнувајќи одели каде што многу ретко гледаме жени како директори на фотографија. Ние на секој филм имаме жена директор на фотографија. Потоа во последниот филм каде што работев со Дина Дума имавме жена звукарка, која исто така во оделот на звук е многу ретко да се најдат жени. Костим, шминка, така да навистина и некако Теона секогаш се одлучува досега многу често главните ликови, она што ја интересира се женски приказни, и мислам дека исто така сме потикнати и од тоа. Ние жените на друг начин го гледаме светот и привилегирани сме, и мислам дека од тоа не треба дека треба да одиме многу храбро во тоа и да не се срамиме. Едноставно затоа сме различни, убавината е во различноста. Рамноправната застапеност и признанијата дадени на жените во фестивалскиот и филмскиот свет воопшто може да придонесат до подобри резултати. Во светската кинематографија постојат многу иницијативи, многу различни начини каде што се повеќе се трудат да вклопуваат повеќе жени, но кога гледаме на филмските фестивали, еве Берлин филмскиот фестивал сега доби жена која е директор на фестивалот. Иначе секогаш доминираат мажи. Во селекциите кои ги бираат филмовите пак доминираат мажи. Така да имаме уште многу работа, но тука сме да се бориме и свесни сме за тоа. 2024 ќе ја паметам како тешка година, вели Лабина. За мене представуваше една од потешките години во мојот живот, но во исто време една од најкреативни години, затоа што направив снимив два исклучителни тешки проекти,
кој што едниот го развивавме години по две, другиот на Прогона мајка го развиваме веќе 8 години по сценарио на Гоце Смилевски. И се случи да двата требаше да ги снимаме во оваа година. Едниот се снимаше во Македонија, во Шуторизер, а другиот го снимавме во Белгија и во Индија. Но пред 20 на дена завршивме со снимање и веќе почнуваме со монтажа. На Дина дума филмот е веќе при крај. Така да следната година оно што ме очекува е, се надевам, помирна година, развиваме некои интересни проекти. Во постпродукција сето тоа е помирно и се надевам патувања, фестивали и уживање со фамилијата која што оваа година бев малце поотсатна од дома, така да следната година се надевам дека тие фамилијарни моменти ќе бидат почести. Ние и посакуваме да и се исполнат желбите за оваа година, а како талентирана жена во филмскиот свет, веруваме дека ќе биде инспирација за многу девојчиња кои својата кариера ќе ја градат во светот на филмот во иднина. Секој од нас може да биде инспирација за својот круг на луѓе, помал или поголем. Затоа и во овие денови на празнична убост споделуваме инспиративни приказни со навистина мокни пораки. Довидување!